Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денеска СДСМ објавува скандал кој отвара основано сомневање за незаконско работење на градоначалникот на општина Газибаба Бобан Стефковски. За целиот скандал поседуваме документи и докази доставени од страна на свиркачи. Спротивно на законот, градоначалникот на општина Газибаба назначил лице без лиценца за ревизор, без положен испит, извесен Добри Петров. Станува збор за Добри Петров, назначен за ВД директор на јавното комунално предпријатие Газибаба. Листата на овластени ревизори е лесно достапна на веб страната на Институтот за овластени ревизори и јасно е дека Добри Петров нема положен испит за внатрешен ревизор и нема лиценца. Со ова почитувани прекршен е член 36 од Законот за јавна внатрешна финансиска контрола. Но ова не е последно. Неовластеното лице, кое било незаконски избрано за ревизор, бил исто така незаконски задолжен да изврши ревизија на работата на детската градинка Детска радост. Тоа почитувани е овој документ на кој стои неговиот потпис. Бидејќи неовластеното лице го правило овој документ по налог на градоначалникот, злоупотребена е службената положба и овластување. Понатаму, лицето кое без лиценца ја вршело ревизијата, ревизорскиот извештај, наместо согласно законот да го достави прво кај директорката на градинката, го доставил кај градоначалникот. Врз основа на овој незаконски извештај, директорката на градинката е разрешена. Ова е тој незаконски извештај. Очигледно, целта на целата оваа незаконска операција, почитувани, била заради незаконско разрешување на директорката на градинката Детска радост. Со незаконска постапка, со незаконско назначување лице за ревизор, кој не било ревизор и со незаконски извештај. Ете тоа е ВМРО ДПМН, почитувани граѓани. Ова е вистинското лице на ВМРО ДПМН, кој е локална власт во најголем дел од општините. Со општините владеат како шерифи, без почитување на закони и прописи, со единствена цел – да разрешуваат и да именуваат нивни партиски војници и извршители. Очекуваме од сите надлежни институции подопрен глас да покренат соодветни законски процедури за овој скандал. Христијан Мицкоски и ВМРО ДПМН јавно да го повикаат на одговорност нивниот градоначалник и сите инволвирани во овој скандал. Благодарам.